Добро вечер на YouTube каналот на М телевизија. Од геополитички агол гледано, во регионов имаме бурен крај на 2023 година, поминато неделните избори во Србија. Затоа, наместо за поведри развојни теми во светот, оваа анализа на неделата ќе ја посветиме на ситуацијата кај нашиот северен сосед, бидејќи успехот или неуспехот на новиот марш на обоените прозападни револуционери во Србија ќе има влијание и на изборите што треба да се случат идната година во април и во мај во Македонија, а за тоа како ќе кажеме во заклучокот. Накратко, на 17 декември во Србија се одржаа предвремени парламентарни избори и избори за пратеници во собранието на Војводина, како и локални избори во 65 општини и градови, вклучувајќи го и Белград. Коалицијата Александар Вучич Србија не смее да запре, во која е и Српската напредна партија СПП, доби мнозинство гласови. Владеачката Српска напредна партија на председателот Вучич прогласи апсолутна победа во текот на изборната ноќ на 17 декември. Државната изборна комисија еден ден подоцна потврди дека СНС освоила 46,84% од гласовите. Опозицијската коалиција на левиот центар Србија против насилството освои 23,38% од гласовите. На паралелните избори за Белград СНС има околу 38%, а опозиционата СПН околу 30,15% од гласовите. Веднаш по објавувањето на првите изборни резултати започнаа протестите на прозападната опозиција. Опозицијата не крие дека е ориентирана кон Запад. Демонстрантите имаат пароли на англиски јазик, бараат странска интервенција. Познатата стисната тупаница, символот на отпор, организацијата што ја организираше првата обоена револуција во тогашна Југославија во 1999 година, исто така е реанимирана. Тогаш имаше силна медиумска пропаганда против власта низ целиот свет и Југославија конечно исчезна од картата на Европа. Српските власти последователно ги затворија очите пред окупацијата на хуманитарната сфера од западните фондови и добија логичен резултат. Во вистински момент повторно се мобилизирани сите странски агенти. Од тука, она што се случи во Србија беше сосема очекувано и предвидливо. Зошто? Затоа што прозападната коалиција уште порано излезе на протести, мобилизирајќи ги своите поддржувачи, а за сите пресилни изговори стоеше идејата за соборување на актуелната власт. И затоа што во Србија работат огромен број западни фондации и невладини организации. Прозападната опозицијска коалиција Србија против насилството упадна во белградската администрација, како што тие велат, поради бројни изборни неправилности, предизвикувајќи штета врз државниот имот. Српскиот председател Александар Вучич, обраќајќи се на нацијата, рече дека странските разузнавачки служби на неименувана земја го предупредиле за обид за државен удар. Премиерката Ана Брнабич изјави дека секој обид за упад во институциите е драматичен и ја покажува намерата преку насилство да се промени изборната волја на народот. Таа додаде дека ова е обид за сценарио Мајдан и дека ова е омраза и насилство на што предупредувала цело време во текот на изборната кампања. Брнабич кажа дека руските безбедносни служби имала информации за подготовка на немири во Србија со цел државен удар. Заблагодарувајќи им се за тоа што ги споделиле информациите до кои дошле со нивните српски колеги. Додаде дека српските државни органи потоа ја споделиле оваа информација со други представници на меѓународната заедница, кои ја отфрлиле како руска дезинформација. Ситуацијата во Белград и понатаму е тензична и покрај тоа што првичниот обид за упад во белградската администрација беше одбиен, прозападните револуционери во навод не запираат. Тие покажаат дека се способни за насилни акции и го имаат потребниот потенцијал за тоа. Тие се првенствено антифа, кои пораснале на европски и американски грантови и така наречени екологисти поврзани со нив.
Портпаролката на Министерството за надворешни работи на Русија Марија Захарова го обвини Западот дека се обидува да ја дестабилизира ситуацијата во Србија по предвремените избори парламентарни и локални од 17 декември, користејќи ги техниките на државниот удар на Мајдан. Захарова побара строго почитување на словото и духот на уставот на земјата и почитување на изборот на српскиот народ кој гласаше за своите национални интереси. Зборува за опозиционата коалиција Србија против насилството. Главните лица на протестот се младите, но веќе активни политичари Мариника Тепич и Мирослав Алексич. Вториот бил виден како прима инструкции во француската амбасада. Првата била во американската амбасада во Загреб. Активно учествуваат во активностите на странските фондации. Самата коалиција ги обединува прозападните политички партии и организации и активно користи антикорупцијска реторика. Насловот Србија против насилството се однесува на протестите во Белград од пролетта 2023 година. По масовните престрелки во главниот град на Србија и на југот на земјата, прозападните невладини организации и партии, леви и либерални, организираа масовни протести. Председателот Вучич беше обвинет за поттикнување атмосфера на насилство и се побара оставка од шефовите на безбедносните агенции. Еколозите, леви, либерали и антифа, имитирајќи екологисти, земаа активно учество во протестите. Последователно беше формирано јадрото на новата антивладина коалиција, вешто користејќи ја фрустрацијата на прозападниот дел од српското општество. Незадоволен од недоволна антируската позиција на Вучич и многуте реални социјални проблеми за кои администрацијата на Вучич не можеше или не сакаше да најде решенија. Конечно, познато е дека Србија не воведе санкции против Русија и покрај колосалниот притисок на Западот и нема да го признае Косово како што бараат Брисел и Вашингтон. Сите овие фактори беа одлучувачки за активирањето на овие обоени револуционери. Американските и европските разузнавачки агенции ќе продолжат да вршат дополнителен притисок врз Вучич. Дури и ако не успеат веднаш да го соборат, сега имаат сериозна и работна алатка за уцена. Најверојатно ќе има зголемен притисок врз владата да воведе санкции против Русија. Дополнително, прашањата за Косово и Метохија, како и соработката со Република Српска во рамките на Босна и Херцеговина, ќе останат актуелни. Неодамнешните трендови ја покажаа можноста за обединување на ентитетот со Србија, што предизвика незадоволство на Западот. Во секој случај, Вучич ќе настојува и во иднина да го минимизира притисокот од ЕУ за прашањето за признавањето на Косово и да действува според сопствената стратегија. Главната работа во таа стратегија е што постои и што содржи помалку флертување со Западот. Во контекст на овие збиднувања, важно е да се знае дека неодамна Меѓународниот центар за ненасилни конфликти со седиште во Вашингтон објави нов прирачник за спроведување обоени револуции, наречен Поттикнување на четвртиот демократски бран, водич за спротивставување на авторитарна закана. Овој центар ја продолжува традицијата на мешање во внатрешните работи на странски држави со протестни политички действија и движења. Треба да се напомене дека извршен директор на овој центар сега е Иван Маровиќ, еден од водачите на југословенскиот отпор, кој играше клучна улога во соборувањето на Слободан Милошевиќ. Друг важен детал е дека извештајот е подготвен заедно со Центарот за стратегија и безбедност на Атлантскиот совет, а Атлантскиот совет е главниот аналитички центар на НАТО во САД, кој развива воено-политички препораки за членките на Алијансата. Третиот коавтор е Меѓународниот републикански институт, СЕПАК, како што е наведено на почетокот на документот. Членовите на посебна работна група учествувале во подготовката на прирачникот,
во која група биле вклучени представници на Фондацијата Отворено општество на Џорџ Сорос, Националната фондација за демократија, Freedom House, Фондацијата Алијанса на демократии и голем број други центри и организации кои со години се занимаваат со поттикнување бунтови, иницираат државни удари и поддржуваат антивладини кампањи низ светот, кога тоа е во интерес на Соединетите држави. Во предговорот, таквата интервенција ја оправдуваат со тоа што наводно безбедноста на Соединетите Американски држави и нивните демократски партнери, тоест нивните сателити, зависела од состојбата на демократијата ширум светот. А бидејќи имало други земји освен Соединетите Американски држави, кои ги нарекуваат авторитарни или дури и диктаторски, тогаш според авторите е неопходно да се смени режимот на моќ таму, односно да се изврши државен удар со рацете на граѓаните на истите земји. Буквално на самиот почеток на прирачникот се вели дека диктаторските режими во Кина, Русија, Иран и Венецуела и многу други земји стануваат порепресивни. Авторите, како и обично, молчат за своите сојузници, например, автократите на Блискиот Исток. Соединетите Американски држави го гледаат сопствениот демократски систем како изложен на закана, бидејќи веруваат дека неговата отвореност им дозволува на авторитарните влади да ги подкопуваат нивните институции, да влијаат врз донесувањето одлуки и да манипулираат со информациите. При тоа, многу демократи, според американски терк, доживувале криза на легитимност. Ова е секако точно, бидејќи кај колективниот Запад одамна се користат репресивни авторитарни методи, а луѓето не учествуваат во политичките процеси и всушност се исклучени од управувањето. Например, во Европската комисија, која ја формира главната агенда на земјите на ЕУ, комесарите не се избираат преку народно гласање. Целта на споменатиот прирачник е да се создаде така наречениот четврти демократски бран со цел, ако не да се уништи, тогаш барем да се попречат така наречените автократски режими, односно државите означени од Соединетите држави како закана. Овој пристап се заснова на различни така наречени движења на граѓански отпор. Според авторите, дојдено е време за почеток на четвртиот бран, кој американските власти треба да го поддржат на секој можен начин. За тоа се дадени препораки за американската влада и нејзините партнери, кои се поделени во 3 тематски делови. Првиот дел во прирачникот генерално ја опишува потребата од проширување на напорите за поддршка на така наречените движења на отпорот, односно петтата колона во други земји. Се препорачува председателот да ги насочи агенциите за национална безбедност и советникот за национална безбедност за таа цел и да издаде национална безбедносна стратегија или директива за поддршка на демократијата во странство. Европската унија и другите демократски влади исто така мора да преземат слични активности за да го обезбедат промовирањето на демократијата според американска замисла. Понатаму во прирачникот се зборува за инвестирање во нови опции и координација за поддршка на петата колона. Овде има упатство за владините агенции, Американскиот конгрес, Стейт департментот и USAID, кои развиваат соодветни механизми за поддршка на своите и казнување на несвоите. Исто така ги повикува другите влади да создадат посебни фондови и поддршка за невладините организации. Дополнително се забележува важноста од подготовка на нови образовни ресурси и прирачници за идните бунтовници, како и поддршка на ниво на законодавни иницијативи и практики. Се препорачува и вклучување на дипломатските служби за давање помош на релевантните движења и поддршка на независните медиуми на меѓународно и локално ниво. Се разбира, во реалноста не станува збор за независни медиуми, туку за медиуми кои се зависни од западните наративи и финансии, кои помагаат во ширењето на нарачаната пропаганда. Вториот дел е поврзан со развојот на нова регулаторна рамка наречена право на помош. Во овој дел се тврди дека правото на суверенитет не е апсолутно, па ако
Автократите го негираат правото на својот народ на самоопределување и продолжат да ги кршат човековите права, ова дава можност за ескалаторни форми на интервенција за заштита и враќање на правата на населението. Како што гледаме од долгогодишното искуство, постои само еден јасен критериум за тоа што може да се подразбира под демократија и човекови права од позиција на Соединетите Американски држави. Ако владата на земјата е лојална на Вашингтон и ја поддржува американската политика, тогаш може да направи се што сака во однос на своето население, па дури и да добие американска помош за репресија. Ако владата го следи својот политички курс, па дури и се осмели да ги критикува Соединетите Американски држави, тогаш најбезначајните настани во некоја земја, дури и ако тоа е банално кривично дело, Вашингтон ќе ги смета за кршење на човековите права и кршење на основите на демократијата. Третиот дел зборува за зајакнување на демократската солидарност за да се изврши притисок врз репресивните режими. Ова е логично продолжение на двата претходни делови на прирачникот за меѓународно ниво, вклучително и групата 7 на развиени земји. Станува збор за координирање на санкциите и создавање разни трибунали за заплашување на други држави, но се зборува и за воено влијание. Најпрво се зборува за меѓународните контакти на војската и нивната обука и практика во западните земји. Односно, се дава јасно навестување за вмешаноста на нивните регрутирани агенти во различни земји. Дополнително се говори за развој на формални воени стратегии во западните земји со цел да се изврши влијание на проактивна и трајна основа на меѓународно ниво. Овој тренд може да биде многу опасен и всушност да ја отвори вратата за воени интервенции на земјите на НАТО против држави кои не можат да се одбранат од нивната агресија. Патем, прирачникот потикнува не само секакви санкции и притисоци, туку и сајбер напади врз владината инфраструктура на целните држави. Неодамна создадениот Сајбер форум на НАТО ја продолжува оваа линија на воспоставување на дигитална диктатура на Западот. Во меѓувреме, во октомври, друга организација, фондацијата Евроазија Груп, представи прилично интересен извештај кој зборува за ставовите на надворешната политика на САД. Во него се наведува дека убеденоста во американската исклучителност е верување што го имаат луѓето од целиот политички спектар во Соединетите Американски држави. Но посилно го имаат републиканците отколку која било друга политичка припадност. Приближно 90% од републиканците мислат дека Соединетите држави се исклучителни поради она што го направија за светот. Само 10% сметаат дека нивната земја не е исклучителна. Спротивно на тоа, 3/4 од демократите и независните партии сметаат дека Соединетите држави се исклучителни поради она што го направиле. А речиси 1/4 од демократите сметаат дека земјата е просечна. Ова ја објаснува унисоноста и дрскоста со која Соединетите Американски држави се мешаат во работите на другите земји и додека зборуваат за демократија, организираат крвави удари и други интервенции, а исто така прават планови за иднината на другите земји. По ова станува појасен последниот постизборен марш на обоените револуционери во Србија. Како заклучок, се ова покажува што би можело да се случи на изборите во Македонија идната година. Нам ни се добро познати ваквите поддршки и мешање на Соединетите Американски држави и Европската Унија. Дури и војна ни направија во 2001 година за да ја ремоделираат Македонија. Потоа следеа шарени револуционери против недоволно послушниот Груевски, кој не прифаќаше промена на името и развиваше економска соработка со Кина. Или кога со помош на трикови и изборен и политички инженеринг во 2016 година и покрај убедливата победа на ВМРО ДПМНЕ и беше украдена можноста за формирање влада и беа инсталирани
Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ. Или божемната повторна победа на Социјалдемократскиот сојуз 4 години подоцна, кога компјутерот на ДИК откажа што фрли сомнеш за направена манипулација со изборните бројки. Или кога наместо избори пуленот и извршител на Западот, Зоран Заев, не баре крал, го востоличи како наследник анонимусот Димитар Ковачевски. Во контекст на предстојните избори интересна е и самоувереноста на Ковачевски дека СДС ќе победела, што се разбира е сосема несовпадно со ситуацијата на терен, каде што има огромно незадоволство од севкупните политики и корупцијата на актуелната власт, што го покажуваат и анкетите. Затоа се наметнува прашањето дали Ковачевски се надева повторно на изборни превари кои би биле поддржани и легитимирани од Запад. Посебно доколку протестите во Србија не вродат со плод за соборување на Вучич, можно е Западот да сака поголем нивни послушник овде, а тоа е СДС да продолжи да владее. Најверојатно, во секој случај ќе биде елиминирана ДУИ како голем носител на корупцијата во Македонија. Треба ова да се има на ум. И овој пат народот не смее да дозволи да се случи да не победи неговата волја за промени и за подобра економска иднина на државата. Ви благодарам на вниманието, ви посакувам добро здравје и успех во новата 2024 година.